И тие две небески тела кои ќе се спојат, значи во една точка, тие даваат една звезда која што е многу поголема. И тоа всушност им дава повод, дали на населението во тоашно време, дали на историчарите, дали на тие тројцата мудреци кои што се напишани во Библија, кои што се спомнат во Библијата, дека на небото нешто се случува, а на небото све што се случува е астрономска категорија, мислам. И од таму постои таа голема поврзаност помеѓу астрономијата и религијата. Пред малку во првото наше обраќање зборувавме за формулите, односно правилата по кои го одредуваме денот Великден. Како нашите предци знаеле дека доаѓа Великден, односно кога ќе биде ден Великден. И сега, со оглед на она девијација што имаат календарите, може ли да се случи без оглед што е таа ситна, мала, меѓутоа јадници години, милиони години и така натаму, има ли претпоставка дека може да се случи ден Великден и ден Божич да се празнуваат во еден исти ден? Да. Па најнапред ова не рековте како старите народи знаеле. Видете, преска она што го спомнав за еврејскиот календар. Еврејскиот календар е лунаро-сончев календар. Значи, он гледа да ги запази и фазите на месечината и фазите на сонцето. Сега, секаде кај што живеат христијани, мислам, ова зборам да речеме пред 500-600 години, секаде кај што живееле христијанско население, кои што го прославувале Великден, живееле и евреи. Мислам, ова зборам пример пред 1000 години, да речеме, кога немало, да речеме, свештеници кои што не ја познавале астрономијата во некои зафрлени делови, било на Балканот или било каде во Европа. Секогаш тогашните свештеници се базирале на едно многу просто правило. Значи, она преска што го рекол. Денот на пролетната рамнодневница, 22 март, еврејскиот празник Пасха и првата недела после полната месечина. Значи, они секогаш чекале или гледале според еврејскиот празник кога доаѓа празникот Пасха, а празникот Пасха обично доаѓа некаде обично во месецот април, сметано по јулијански или по григоријански календар, и оние го гледаат месецот, овој празникот, еврејскиот празник Пасха да помине, ја чекаат првата недела, значи полната месечина, и првата недела после полната месечина го знаат дека тој ден, седмиот ден од неделата или денот после Шабаат е празникот Великден. Тоа е едно од останувањето на правилата, да речеме, пред 1000 години. После тоа како што се развива, нели, црквата се развива на еден начин, веќе самите свештеници стануваат се пообразувани и се они добиваат информации, да речеме, зависи од која епархија, да речеме, овдека кај нас во Македонија се зима од Цариградската епархија. Цариградската епархија преку своји представници се испраќа пораки до сите населени места и она одледува дека на тој и тој ден ќе се слави празникот Великден. Сега до второто ова што ме прашавте. Видете, овој календаров сегашен што е, григоријанскиот календар, значи, во однос на вистинската вредност на тропската година, он прави грешка од 26 секунди. Сега, ако земеме да пресметаме, пример, после 10, 20, 30 илјади години, ќе дојде, пример, еве едно најпросто, едноставно. Да, едноставно. Да. Денеска ние Божичот го славиме на 7 јануар, Христовото раѓање. Меѓутоа, 2100 година, ние Божичот веќе ќе го славиме на 8 јануар. 2200 на 9 јануар, 2300 на 10 јануар, 2400 ќе се порамњаат тие, 2500 ќе биде на 11 јануар. Сега, ако тераме така со илјадници години, да речеме после 10-20 илјади години, ќе дојде Божичот и Великденот да се слават заедно. Значи, од тука се прави таа грешка, или после 50.000 години, пример, ќе дојде Великден, Божич да се слави, пример, некаде во декември месец. Значи, со закаснување од 12 месеци од неговата вистинска прослава. Зашто се јавува тоа? Се јавува ради тие 26 секунди што сегашниот григоријански календар неговата вредност е поголема во однос вистинската вредност на тропската година. Тропска година, незина вредност е 365 дена, 5 часа, 40 минути и 46 секунди. А доека
Грегоријанскиот календар е за 26 секунди. Сега, кога ќе се насобере овој период, пример за 3300 години, дава разлика од еден ден. Што значи, еден ден после 3300 години ќе се јави фазла некаде, ќе се јави грешка, ќе се јави прво грешка кај самите компјутери. Тоа е за, мислам, за еден краток период тоа не значи ништо, меѓутоа за период после 10.000 години таа грешка и така ќе биде позната, мислам. Можете интересни обсервации и толкувања. Во студиото ја продолжуваме нашата сторија, поврзаноста меѓу религијата и астрономијата со акцент на великденските празници. Сега, Зоране, ние знаеме дека на овие денови, на денот Великден, во деновите на великденските денови, го прославуваме воскреснувањето на Христос. Дали овој празник сепак има и други значења? Па да, видите, накратко ќе малце хронолошки ќе се вратиме на Библијата. Нели Библијата започнува со Адам и Ева, па после нели доаѓа дедо Ное со неговата арка, па после нели доаѓа Аврам кој ќе го прави заветот со Бога преку син му Исак и доаѓаме до Мојсей. Мојсей е еден од најголемите пророци што се јавува, мислам, кај евреите. И евреите и ден денес сметаат дека пророк као Мојсей нема да се роди. И Мојсей всушност е нели оној, значи од вода изваден, кој што се е избркан од страна на египтјаните, и он на Синајската гора таму нели го прима заветот од Бога, односно ги прима ние 10 Божи заповеди. И се што се Мојсей во самото петокнижие кое што напишано во Библијата воспоставува еден ред од закони. Значи, може да се каже правни, морални, етички, секакви видови на закони. Сега, после 1200-300 години од после Мојсей се јавува Исус Христос. Сега, кај е тука спојот помеѓу нив двајца? Што е разликата? Значи, самите евреи тука го предаваат Исус Христос, затоа што евреите као за свој пророк го сметаат Мојсей. Меѓутоа, кај е големината тука на Исус? Еве ќе кажеме само еден најпрост пример, да речеме. Во Новиот Завет многу го опишува дека доколку некој ве удри по десниот образ, вие завртате му левиот, мислам. Наизглед една реченица која што нема некој логички редослед. Меѓутоа, што сака да се каже? Евреите потекнуваат од семиската група на народи кои што биле многу осветољубиви меѓу себе. Значи, таму секојдневно се вршеле некои крвни освети. Тоа многу им подпомагало и законите што биле напишани од страна на Мојсей. Кај што Мојсей вели, да речеме, глава за глава, рака за рака, нога за нога, око за око, зап за зап и слично. Меѓутоа доаѓа Исус Христос и вели, доколку некој удри по левиот, да. Сега, он се за што сака да каже? Сака да каже дека делот од крвната освета што е, треба да заврши некаде. И он нека биде последниот кој што ќе заврши, значи да не се пренесува на поколенијата. Друга работа која што ја носи Исус со себе е тоа што он во своите говори наведува дека пред Бога се еднакви сите. И оној кралот што е, и оној недолниот простак. Значи носи една нова социјална категорија на закони, која што не е наведено кај Мојсей. Според Мојсеовите закони, човек има право да има свој роб, и тој роб треба 7 години да му служи, и после 7-та година да биде пуштен и да биде продаден и така натака. Значи, Исус носи една нова социјална категорија на закони во неговата религија. Друго кај што се разликува од